Централен дневник на К1, добро вечер. И денеска политиката ни е во прв план. Продолжуваат и понатаму средбите со граѓаните на кандидатите за градоначалници и кандидатите за советници и од најголемите партии од СДСМ и од ВМРО ДПМН, но овде се и независните кандидати. Што се подготвивме за Централниот дневник ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Продолжуваат средбите со граѓаните и презентирање на предизборната програма на кандидатите за градоначалници и кандидатите за советници. Жителите од село Сујаклар и Велешко добија црковен храм посветен на Свети Великомаченик Талалеј. Последни подготовки за годинешната манифестација Велешка питијада. Чадиев, Колев и Чолакова денеска ставија подпис на иницијативата за зголемување на породилното отсуство. Тие велат дека на овој начин докажуваат дека ВМРО ДПМН е партија која води грижа за семејните вредности. Свој подпис на иницијативата за продолжување на породилното отсуство денеска ставија кандидатот за градоначалник на општина Велес од редовите на ВМРО ДПМН Славчо Чадиев, но и носителот на листата за советници од коалицијата на ВМРО ДПМН Александар Колев и кандидатот за советник Лилија Чолакова Дервишова. Тие велат на овој начин докажуваат дека ВМРО ДПМН е партија која води грижа за семејните вредности. Даваме поддршка за да се продолжи поледувањето на мајките кои што треба да наредниот период да ги одгледуваат своите деца, бидејќи е многу значајно да во првите моменти од растењето на децата бидат што подолго покрај родителот. Сметаме дека ќе придонесеме за подобар психофизички развој на најмладите, за затврстување на односот помеѓу мајката и детето и со самото тоа затврстување на темелните основи на нашето општество, тоа е семејството. Од 20 септември во канцелариите на Државната изборна комисија се собираат потребните 10.000 подписи, неопходни за отпочнување на собраниска процедура за измени на Законот за работни односи, односно породилното боледување кое сега трае 9 месеци, да се зголеми на 18. На денешната пресконференција кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН и коалицијата Славчо Чадиев рече дека се обврзува заедно со советниците да реализираат голем број на проекти наменети за младите кои ќе им помогнат во започнување на сопствен бизнис и можност за вработување. Денешната пресконференција на кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН и коалицијата Славчо Чадиев беше наменета за младите. Чадиев се обврзува дека заедно со советниците ќе реализира голем број на проекти наменети за младите, кои ќе им помогнат во започнување на сопствен бизнис и можност за вработување, а еден од главните проекти е отварање на стартап бизнис центар за нудење на маркетинг услуги преку интернет. Овој центар ќе овозможи правилно искористување на сопствениот потенцијал кој го поседуваат голем број наши млади сограѓани, но и нивната едукација за понатамошен развој и продолжување на знаењето, секако и на вештините за овој вид на услуги. Општината ќе оствари соработка со експерти интернет провајдери од земјата и странство, кои ќе овозможат соодветна поддршка на овој стартап центар, рече Чадиев. Со реализацијата на овој проект ќе понудиме правилна едукација, стекнување знаење и вештини за започнување на сопствен бизнис и одржување на лична екзистенција за многу млади наши сограѓани. Во изборната програма на ВМРО ДПМН главниот акцент е ставен токму на младите и проектите кои се наменети за нив. Нашиот фокус како политичка партија и локална самоуправа е намалување на невработеноста во Велес, затоа ќе посветиме посебно внимание, потенцираше Чадиев. Јавно се откажувам од градоначалничката плата и користење на службено возило, а службените обврски ќе ги извршувам со сопствено возило. Ова го рече денеска на пресконференција Митко Јанчев, кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН за Кавадарци. Финансиските средства од градоначалничката плата ќе се префрлаат на донаторска сметка, а ќе бидат наменети за хуманитарни цели и за решавање на социјални проблеми, додаде тој.
Кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Митко Јанчев изјави дека се откажува од платата и службеното возило доколку биде избран за градоначалник. Тој оваа функција ќе ја извршува исклучиво со намера и желба да даде максимален придонес да го направи Кавадарци поубаво место за живење. На денешната пресконференција Јанчев истакна дека финансиските средства од платата ќе се префрлаат на донаторска сметка за хуманитарни цели. Јас се откажувам од градоначалничката плата. Јавно соопштувам дека нема да користам службено возило и службените обврски ќе ги извршувам со сопствено возило. Финансиските средства од градоначалничката плата ќе се префрлаат на донаторска сметка. Ќе бидат наменети за хуманитарни цели, спортски намени и за решавање на социјални проблеми. Овој фонд за 4 години ќе изнесува 50.000 евра. А распределбата на финансиски средства ќе ја врши тело составено од социјални работници, истакнати хуманисти, а не Митко Јанчев. По овие два основа, соопшти Јанчев, буџетот на општина Кавадарци ќе заштеди околу 150.000 евра за период од 4 години. Парите на граѓаните ќе се трошат одговорно, наменски и според реални потреби на граѓаните. Ве уверувам дека сегаш вашиот денар ќе биде најценет. Вашите даноци и такси уплатени во општинскиот буџет со мене како градоначалник ќе имаат голема вредност. Не случајно, моето мото е Кавадарци на прво место. Тој нагласи дека кандидатурата за градоначалник ја поднел со голем ентузијазам и желба да направи крупни промени во локалната заедница, кои ќе придонесат кон подобрувањето на животните стандарди на сите граѓани во општина Кавадарци. Кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ за Велес Аце Коцевски најавува продолжување на процесот на децентрализацијата и отварање на дом за стари лица. Тој вели дека во соработка со Црвениот крст и други невладини организации ќе се реализира проект со кој ќе се обезбеди нега во домашни услови за повозрасните лица, како и нивно снабдување со лекови и други неопходни работи. Процесот на децентрализација ќе продолжи. Локалните самоуправи ќе имаат поголема надлежност. Особено тоа ќе биде видливо во областа на социјалните работи, рече денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од СДСМ Аце Коцевски. Со зголемени надлежности Коцевски вели дека општините ќе може да посветат поголемо внимание за обезбедување на средства за семејствата од социјален ризик. Ќе се грижиме и за лицата кои се изложени на семејно насилство, на децата од улица, на бездомниците и на другите категории на граѓани. Ќе направиме максимални напори да ги подобриме и условите каде што се згрижени лицата со посебни потреби, а исто така ќе обезбедуваме доволно финансиски средства на нашите сограѓани на кои тие им се неопходно потребни за некои тешки оперативни зафати и во случај на пожари, експлозии или слични работи кои секогаш може да се очекува дека може да се случат. Коцевски најавува и отворање на дом за стари лица. По пат на јавно-приватно партнерство во некои од објектите кои се во сопственост на општина Велес да создадеме предпоставки за отварање на дом за стари лица во Велес, затоа што тој е неопходно потребен, затоа што голем број наши сограѓани од постарите повозрастните генерации заради тоа што нивните деца заминаа во странство, останаа без соодветна грижа. Коцевски вели дека во соработка со Црвениот крст и други невладини организации ќе се реализирал проект со кој ќе се обезбедувало нега во домашни услови за повозрастни лица, како и нивно снабдување со лекови и други неопходни работи. Славчо Чадиев не инвестира доволно во капитални инвестиции за социјална заштита на децата. Со вакво обвинување излезе денеска кандидатот за советник од редовите на СДСМ за Велес Емил Трчков. На денешната пресконференција кандидатот за советник од редовите на СДСМ Емил Трчков со обвинување до кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Славчо Чадиев за недоволно инвестирање во капитални инвестиции за социјална заштита на децата. Славчо Чадиев ветил дека ќе инвестира 1.200.000 денара во капитални инвестиции за социјална заштита на децата. Инвестирал само 700.000 денара или само половина од ветеното. Во 2016 година Славчо Чадиев ветил дека ќе инвестира 1 милион денари во капитални инвестиции за социјална заштита на децата. Инвестирал 0 денари.
Чадиев не може да се правда со фактот дека социјалната заштита е грижа на државата, рече Трчков. Бидејќи тој предвидел и ветил средства за социјална заштита кои не ги реализирал. Односно, не си ги исполнил ветувањата, а со тоа ги излажел и граѓаните на Велес. Ова е недозволиво, неодговорно и недомакинско работење спрема граѓаните на Велес, вели Трчков, и додаде дека работите ќе се променат после 15 октомври. За потребите на питијадата од СДСМ обвинуваат дека градоначалникот Чадиев дислоцирал детски забавен парк и исекол неколку дрва. На пресконференцијата кандидатот за советник од редовите на СДСМ Маја Стојанова рече дека ваквите работи ќе бидат минато по 15 октомври. За да го уреди просторот пред престојната петијада, Славчо Чадиев дозволил уништување на детско забавно катче, рече кандидатот за советник од коалицијата предводена од СДСМ Маја Стојанова. Таа вели на децатаускратено им било правото на забава. Децата кои живеат во зградава и во околниве згради, повеќе нема безгрижно да се забавуваат во детското катче што тука за нив беше поставено уште пред многу години. Очигледно на Чадиев многу му пречеа. Јавно го прашуваме Славчо Чадиев до кога ќе ги уништува јавните зелени површини и детски паркови поради задоволување на други интереси. Со какво право им го скратува задоволството на немладите жители на градот? По 15 октомври Стојанова вели дека работите ќе се променеле, бидејќи граѓаните ќе го избереле за градоначалник на Велес нивниот кандидат, кој ќе работел честно и одговорно. Се залагаме за правата на пензионерите, рече денеска Бетијан Китев, кандидат за градоначалник од СДСМ. Тој се сретнал со Илија Николовски, председател на партијата на обединети пензионери и граѓани на Република Македонија, кој изјави дека поддршката му ја дава на Китев според кој ќе се подобри животниот стандард на пензионерите. Партијата на обединети пензионери ја дава поддршката на СДСМ и кандидатот за градоначалник Бетијан Китев. Денеска на работна средба помеѓу председателот Илија Николовски и кандидатот Китев беше разговарано за унапредување и подигнување на стандардот на пензионерите во Република Македонија, конкретно во Кавадарци. Николовски рече дека ќе работат на разбивање на генерацијскиот јаз кој претходно бил создаден од страна на председателот на Сојузот на пензионери на Македонија и партијата ВМРО ДПМНЕ. Ние ќе работиме на разбивање на тој јаз и на релаксирање на односите во Република Македонија. Вие знаете какви се односите под таа поделеност и сакаме акумулираното знаење и искуство на пензионерите и мудроста која ga имат заедно со младоста да ги искористиме да тие работи се надминат. Идната локална самоуправа и советот ќе се залага и за исполнување на барањата на пензионерите, се со цел подобрување на нивниот живот, рече Китев. И како идна утре локална власт да дадеме се од себе што е во насока на подобрување и не само на условите, меѓутоа и на разубавување на некој начин или на олеснување на животот на пензионерите во Кавадарци. Во тој контекст ќе биде и разговорот кој што го водиме и кој што ќе го водиме и понатаму и тој разговор на крајот ќе треба да заврши со давање гаранции дека во еден разумен временски период, во 4 годишниот мандатен период на градоначалникот и на советот, она што го имаат како барање доставено дека ќе биде и реализирано. На средбата Китев и Николовски ги сублимираа приоритетите на пензионерите кои ги имале испратено до Сојузот на пензионери на Република Македонија, се со цел за нивно исполнување и решавање за подобрување на животот на пензионерите. Советот на општина Велес ја обжали одлуката на Инспекторатот за локална самоуправа за стопирање на референдум во однос на прашањето за бегалците. Председателот на Советот на општина Велес Александар Колев вели дека жалбата е доставена до второстепената владина комисија, потенцирајќи дека Советот не се откажува од можноста граѓаните да се изјаснат по прашањето за бегалците. Одлуката на Инспекторатот за локална самоуправа со која се стопира одлуката за спроведување на референдум во однос на прашањето за бегалците, Советот на општина Велес ја обжалил. Председателот Колев
Вели дека до второстепената владина комисија доставена е жалба. Образложението со кое што Државниот инспекторат ја оправдува оваа одлука, а во кое се вели дека локалните самоуправи, со оглед на тоа и граѓаните на Велес, немаат право да одлучуваат по прашања за кои што одлучува централната власт, всушност представува едно трагично продолжување на политиките според кои некои прашања не заслужуваат одговор. Со одлуката на инспекторатот се крши едно од основните уставни права на граѓаните, вели Колев. Со ова, владата, односно Државниот инспекторат, го крши едно од основните уставни права на граѓаните на Велес, а тоа е правото за непосредно одлучување на референдум за прашања кои што се од интерес за локалната самоуправа. Ова прашање, со кое што се бара населување на бегалци на територијата на општина Велес, е прашање кое што е од силен локален интерес, прашање кое што е од силен интерес на граѓаните на Велес. Колев вели дека Советот не се откажува од можноста граѓаните да се изјаснат по прашањето за бегалците. Вели дека ќе ги искористат сите видови на институционални, но и граѓански форми. Жителите од село Сујаклар и Велешко по долги години добија црковен храм посветен на свети великомаченик Талалеј. За жителите на Сујаклар изградбата на црквата е од посебно значење. Црквата Свети великомаченик Талалеј ќе се гради со донации и доброволни прилози од православните христијани од село Сујаклар и околијата. Со осветувањето на темелите посветени на свети великомаченик Талалеј се исполнува желбата на верниците и во село Сујаклари да има Божји храм. Преку црквите и манастирите, верниците се приближуваат со Бога и затоа секој нов храм е чекор поблиску до Спасителот, рекоа свештенослужителите од Повардарската епархија, кои што денеска го извршија чинот на осветување на темелите на црквата Свети Талалеј. Во Сујаклари живеат околу 120 жители. За нив изградбата на црквата е посебно значајна. Ние до сега не сме имали православна црква. И ова ни е прв пат да нешто правиме во интерес на православието. И затоа ова е со големо значење за сите нас овдека, па не само за нас и за пошироко. До сега немавме, а сега не знам, нешто најубаво. Па ми се чини нешто најсвето, најубаво. За секој човек, не само за нас, за сите. Со векови назад сме немале црква и еве сега нашето село, нашите соселани, жителите одлучиме да направиме црква. Па значајно овој свет храм, пошто православието тука ќе се обнови. Долго време немало на овие простори црковен храм и така да. Народот е задоволен, се гледа. Црквата Свети великомаченик Талалеј ќе се гради со донации и доброволни прилози од православните христијани од село Сујаклари и околијата, а градежните дејности ќе бидат изведувани од најмари и мајстори од селото. Поради одржување на манифестацијата Велешка Питијада на улицата Благој Ѓорев во периодот од 8:30 часот на 5 октомври па се до 12 часот на 9 октомври сообраќајот времено се преуредува, соопштуваат од општина Велес. Поради тоа се препорачува учесниците во сообраќајот строго да ги почитуваат правилата и прописите заради нормално и безбедно одвивање на сообраќајот. Општина Велес информира дека поради одржување на манифестацијата Велешка Питијада на улица Благој Ѓорев во периодот од 8:30 на ден 5 октомври па се до 12 часот на 9 октомври сообраќајот времено се преуредува. Времениот режим на сообраќај ќе се одвива според поставената хоризонтална и вертикална сигнализација, како и знаците кои ги даваат униформираните полициски службеници. Поради тоа се молат сите учесници во сообраќајот строго да ги почитуваат правилата и прописите заради нормално и безбедно одвивање на сообраќајот.
Општина Велес апелира до граѓаните во деновите додека се одржува манифестацијата да се воздржат од користење на моторни возила со цел да се намали сообраќајната гужва во градските улици. Од општина Велес очекуваат разбирање и од граѓаните кои живеат на оваа локација. Советот на општина Велес донесе одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти за 2 часа повеќе. Манифестацијата Велешка питијада е најмасовниот настан во општина Велес. Таа представува негување на традицијата и традиционалните велешки специјалитети. Учесниците на локалните избори имаат обврска за првите 10 дена од кампањата до Државната изборна комисија, Државниот ревизор и до Комисијата за спречување на корупцијата да достават извештаи за трошоците што ги имале досега. Според роковникот, партиите се должни да отворат посебни жиросметки за избори, а најдоцна до денеска треба да поднесат и спецификација на приходите и расходите за првата половина од кампањата. Партиите уверуваат дека ќе ги стасаат законските рокови, но не откриваат конкретни бројки. Учесниците на локалните избори се должни до 14 октомври да поднесат и втор финансиски извештај за кампањата. Во рок од 30 дена пак од затварањето на втората сметка, партиите треба да поднесат и конечен извештај и да го објават на својата веб страница. Продолжуваме со вести од Македонија. Спроведување на реформите утврдени во програмата на владата и во планот 369, тековни активности во процесот за членство на Република Македонија во НАТО беа теми на разговор на средбата помеѓу претседателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и амбасадорот на Кралството Норвешка во Република Македонија Арне Санес Бјорнстад. Заев и Бјорнстад разговараа за актуелни теми поврзани со изборниот процес, за кој Заев рекол дека се превземени сите неопходни активности за да се оневозможат изборни нерегуларности или манипулации. Владата и надлежните институции ќе имаат пристап на нула толеранција за евентуални обиди за прекршување во изборниот процес и никој не треба ниту да помисли да си поигрува со волјата на гласачите, рекол премиерот Заев на средбата со норвешкиот амбасадор. Амбасадорот Бјорнстад во разговорот со премиерот Заев истакнал дека Норвешка со задоволство го следи позитивниот развој во остварување на реформите во Република Македонија и изразил надеж дека тие ќе продолжат со најавената динамика. Премиерот Заев го уверил амбасадорот дека предвидената стратегија за реформи и нивното остварување е од важност како за градење на демократскиот амбиент во земјата, така и заради постигнување на стандардите за членство на нашата земја во ЕУ и НАТО. Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на МВР во координација со Одделението за организиран криминал и корупција при основното јавно обвинителство денеска поднесе кривична пријава против 24 лица кои се под истрага за злоупотреба на договори за закуп на земјоделско земјиште и исплата на субвенции. Привидените лица се сомничат дека ги злоупотребиле службената положба и овластувањата, оштетувајќи државната каса за околу 220.000 евра. 15 од осомничените се вработени во Министерството за земјоделство и подрачните единици, а преостанатите се правни и одговорни физички лица, информираат од обвинителството. Осомничените, искористувајќи ги своите овластувања, надвор од законот склучиле и раскинувале договор за закуп на земјоделско земјиште, но и одобрувале исплата на субвенции. Обвинителството до судијата за претходна постапка на Скопска единица поднесе предлог за определување мерка притвор за 7 осомничени лица. Германската сојузна агенција за заштита од радиација денеска информираше дека од 29 септември регистрира зголемено ниво на радиоактивниот изотоп рутениум 106 во воздухот над Германија, Италија, Австрија, Швајцарија и Франција. Според соопштението на агенцијата, зголеменото ниво на радиацијата регистрирано изминатата недела не е опасно по здравјето на луѓето. Портпаролот на агенцијата Јан Хенрик Лауер изјави дека не е познат изворот на радиацијата, но дека таа најверојатно доаѓа од Источна Европа. Изотопот рутениум 106 се користи за лекување на одредени видови на карцином и како енергенс во сателитите. Продолжуваме со вести од светот.
ЦИА најави распоредување на повеќе разузнавачи во светот. Директорот на ЦИА Мајк Помпео изнесе план за засилена работа на американските агенти ширум светот, нагласувајќи дека за таа цел ќе испрати поголем број разузнавачи во странските земји. Тој исто така најави дека носењето одлуки го спушта на пониско командно ниво поради подобра заштита на националната безбедност. Опасноста од намалена брзина и агилност е цена која нашата агенција не може да си ја дозволи, а ни САД, изјави Помпео во говор на конференција за разузнавањето на Универзитетот Џорџ Вашингтон. Помпео не кажа колку агенти испраќа во разузнавачки мисии, но рече дека е важно персоналот да биде поблизу до местата на кои непријателите се обучуваат и подготвуваат за акции. Помпео е шеф на ЦИА од јануари, во период на засилени напади на исламски екстремисти, агресивно однесување на Русија, нови закани од Северна Кореја и тензични односи меѓу претседателот Доналд Трамп и разузнавачките агенции. Викендов што следи заливскиот брег на Соединетите Американски држави би можел да биде погоден од нов ураган. За ова предупреди Американскиот национален центар за урагани. Доколку се случи тоа, како што се наведува, загрозени ќе бидат Алабама и Талахаси, главниот град на Флорида. Неколку недели откако смртоносни урагани погодија и уништија делови од САД, метеоролозите предупредуваат дека во текот на викендот американското крајбрежје би можело да биде погодено од нов ураган. Новата тропска бура се наоѓа на околу 72 километри од карипскиот остров Сан Андреас. Неудамна ураганот Харви го погоди Тексас, предизвикувајќи поплави кои биле на ниво на ураганот Сенди од 2012 година. Веднаш потоа следеше една од најсилните бури во Атлантскиот океан, ураганот Ирма кој уништи неколку карипски острови пред да ја зафати Флорида. Подоцна ураганот Марија го погоди американскиот дел на островот Порто Рико, чии власти резултатите од ураганот ги оценија слични на геноцид. Денеска имавме сончево и релативно топло време со мала облачност во западните делови со умерен до засилен западен ветер. Утринската температура се движеше во интервал од 3 до 10 степени, а дневната од 22 до 28 степени. Ова е се за вечерва. Јас ви благодарам што и овој пат не следевте. Останете понатаму со програмата на КАЕДЕ. Пријатно.